некој ми представува огромна радост да можам посебно денешниот ден да го поминам токму со вас. И онака како што јас го именувам тоа и така почнавме и црквата. Јас го викам овој контекст го викам моето вечно семејство. Кога почнувавме црквата, реално Господ ме водеше низ едно патешествие, пред да почнеме црквата уствари, низ едно патешествие на некои онака базични прашања кои никогаш во животот ги немам поставено, како прашањето например зошто воопшто да се отвори црква тука, што црквата ќе понуди или што ќе даде нешто ново црквата тука во аеродром, а што го нема иначе. Или дури онака уште по-базично прашање зошто воопшто црквата постои. И онака ме стави, знаете, има понекогаш некои одговори кои мислиме дека ги знаеме, пошто премногу време сме поминале во тие кругови. Например, секогаш примерот го давам за музичко кога се запишува средно. И на приемен испит, јас веќе свирев 8 години, учев Софеја, што јас све учев. 8 години веќе учам, свирам скали секој ден и одам да се запишам музичко и првото прашање кое беше таму, прашањето беше што е скала. Тоа го свирев секој ден и чекај малце, ја не знам дефиниција за скала, човече. И ме спаси таму служител што беше чистач у школата, пошто ако не го одговорев тоа прашање, може немаше да влезам усредно помене. У секој случај, понекогаш имаме такви работи во нашиот живот каде поминуваме веќе доста време во одредени кругови и мислиме дека ги знаеме одговорите, во суштина не ги знаеме. Како например тоа прашање кое мене Господ ме го постави. Зошто црква? Зошто црква тука? Многу базично прашање. Еден од тие за мене многу важни одговори беше дека Господ почнува едно ново локално семејство тука. Ново локално семејство каде што луѓето, Божите деца кои го познаваат, кои едноставно сака да бидат дел од црквата, доаѓаат тука и стануваат едно семејство, една фамилија. Затоа мене ми представува огромна радост да го прославам токму овој црковен на оваа локална црква, роден ден, сега и овде. Кога ќе искусам црквата на вистински начин, навистина разбирам зашто Исус толку усрдно се молел последната вечер пред да го распнат за неговите апостоли, за неговите следбеници кои ќе поверуваат на неговата порака да бидат едно. Затоа што единството, семејните врски во црквата, она дефиниција да бидеме едно е толку важно во црквата, бидејќи последат моменти во кои само црквата останува местото каде си можеби разбран, прифатен, останува местото каде што единствено можеш да дојдеш, да го отвориш твоето срце и да го следиш Христос чекор по чекор. Патот кој го поминувам низ моето приватно духовно патешествие, во овие изминати неколку месеци е малку трнлив и нерамен, и ако не беше црквата, ќе беше невозможно сам да одам по тој пат, да бидам реален. Понекогаш патот по кој одиме во животот не е едноставен. Едноставно има брда кои се малце потешки за искачување. Јас се сеќавам кога со мојот дедо и татко одевме да ловиме риба на Вардар и требаше да го поминеме Вардар. И ние ловевме риба на стар начин со раце. Имавме некои така ме учеа мене. Вардар кога ќе надојде е малце повисок и кога ќе падне, остануваат некои дупки до Вардар кои едноставно задржуваат риба. И ние одевме таму да ловиме риба. Јас се сеќавам кога го поминувавме Вардар, се врзавме сите за јаже, во случај ако некој го однесе водата, другите да го задржат. И јас пошто бев најмал таму, едва го поминав Вардар, али за 2 сати имавме 15 кила риба. И беше прекрасно. Поентава е дека така и во црквени кругови, понекогаш патот кој треба да го изодиме е малце потежок. Потребна ни е цела заедница за да го изодиме патот, за да поминеме од другата страна понекогаш на животот. Јас сум многу благодарен што Господ ми го дава токму ова моја локално семејство во кое јас припаѓам. И сите заедно може да стоиме пред Бог и на Бог сум многу благодарен за сите вас. Ти што познавам малку подолго време, малце помалку време. Но денес сакам да зборам за благодарноста. Благодарноста е дел од денешниот бонтон. Тоа е нормална работа. Децата од мали ги учиме да кажат благодарам.
Тоа е првото, една од првите работи што ги учиме. Кажи фала, кажи благодарен, значи кога ќе ти дае некој нешто. Искрен да бидам, тоа е едно од тие нешта за кои децата најмногу не посрамуваат. Секогаш ќе кажат фала, освен кога треба. Кога ќе им дае некој нешто, и бегање. Кажи фала, што требаше да кажеш? Ништо, заборава, тоа е тоа. Денес ние во нашето поимање општество имаме разни денови за искажување благодарност на не знам, на луѓе кои направиле нешто на државата. Еве минатиот викенд беше празникот ВМРО. Така. Значи се потсетуваме на сите тие кои едноставно го дале својот живот преку таа организација за нашата држава, за нашиот народ, за нашата слобода и така натаму. Имаме куп празници за кои се потсетуваме за тоа. Сите празници се своевидно благодара на сите кои придонеле за да живееме тука кај што живееме. Ако тиете на плоштадот, ќе видите еден куп споменици. Секој споменик е некакво благодарам за сите тие што допринеле за да дојдеме до таму кај што сме. Денес славиме роден ден на црквата и е голем ден на благодарност за нас како црква, затоа што Господ овозможнил, Господ бил со нас. Како можеме благодарноста да ја разбереме малку повеќе од само некаков бонтон во нашата вера? Кога апостол Павле ни кажа да бидеме благодарни, тој тоа го кажа како императив. Тоа е како наредба, да бидеш благодарен, како на децата што ни викаме ние. Бидете благодарни. Јас обично на нашите деца обично влечам приказни од Африка кога не се благодарни. Значи во Африка деца што немаат, не знам до кога ќе функционира таа приказна, додека ваде не им стане нормално да кажам така. Во секој случај апостол Павле до црквите секогаш им кажува бидете благодарни. Бидете благодарни. Како можеме вистински да бидеме благодарни на Бог, ама вистински онака, отколку само да бидеме фини кон Бог, како некој детенце кој често заборава да каже благодарен. Понекогаш така сме благодарни на Бог. Едноставно од ред да кажеме, фала ти Боже за ова. Посебно тоа ако жуме на храната, така, ако се молите за пред храната, фала ти Господи за храната, ајде идемо дале. Каква улога има благодарноста во нашата вера и во нашиот живот? Што искрената благодарност или неблагодарност откриваат за нас и нашата вера? Ти се некои прашања што сакам да ги разговараме сега. Ќе почнеме од Стариот Завет. Во самиот дизајн на созданието, Бог како да има дадено посебна улога на благодарност. Можеби нема да го сретнеме зборот благодарност во самиот почеток на Библијата. Го нема тој збор, благодарност и така натаму. Но во Божјата наратива на создавањето, Бог работеше 6 дена и на 7-миот ден се одмори. Така? Во продолжение кога Господ ги дава 10 заповеди на Израел, на некој начин го рефлектира тој дизајн според кој он создавал, третата заповед се однесуваше на тоа човекот да работи 6 дена, но на 7-миот да се одмори и да го посвети на Бог. По примерот на тоа како Бог го создаваше светот. Во Израел 19 глава, каде е запишана таа заповед, повторно не стои зборот благодарам, ако го барате, но не стои, но од контекстот на тоа како се развива теологијата за тој збор што се вика шабат, за 7-миот ден за шабатот, како се развива таа теологија, се подразбира благодарност. Се почнува со благодарност кон Бог за се што тој обезбедил за секој еден од нас. Ако продолжиме да читаме Библијата, ќе дојдеме до псалмите. Псалмите се делат на повеќе групи. Имаме псалми жалопојки. Стартната позиција на тие псалми е местото на повреда, болка, очај и тага. Од тука почнуваат псалмистите. Тие псалми го носат псалмистот од тага кон радост, од очај до надеж, од темнина кон светлина. Такви се тие псалми, ги читаме. Тие псалми се како да кажем, испосипани се со и како да кажем, има набор на емоции во нив. Едноставно преполнети се со емоции. И псалмистот ќе го видите како пишува од дното на мојата душа, викам, тоа не е радосна песна, така. Тоа е тажна песна, жалопојка е таа. Од дното на мојата душа барам помош и така натаму. Има такви псалми. Имаме псалми кои се викаат химни. На крај на богослужбата мислам дека ќе пееме една химна песна таква, една од тие постари песни, малце по-теолошки. И тие за псалми кои му даваат слава на Бог за кој тој е.
Бог е. Тоа е, да кажеме, филозофскиот израз за Бог. Бог е. Точка. Бог е реалност. Нема што да се дискутира за тоа. И тоа го знаеме затоа што кога повикавме кон него, тој ни одговори. Тие можеме да ги видиме во форма во која опишуваат некоја ситуација од минатото, што Бог како се објавил, што Бог направил и како ни донел спасение на сите нас. Но постојат и други псалми. Тие псалми се викаат благодарствени псалми. Неколку од овие псалми може да се сретнат како кратки псалми, например 150 псалм. Те славиме Господи со зурли, со тапани, со свироли, што ли све не. Го има 139 псалм, што е многу убав псалм, каде псалмистот го слави Бог и му благодари на Бог што бил создаден чудесно. Тоа се псалми во кои псалмистот честопати опеува некоја сцена од минатото, во која Бог чудесно го има спасено Израел или него лично. И Библијата нас не охрабрува да ги опеуваме тие благодарствени псалми, тие благодарствени текстови и преку тие текстови ние да бидеме благодарни. Тоа што мене ми е интересно во целата работа и малце чудно е дека малку е чудно да опеувам или да измолувам нечија друга благодарност. Например, Бог мене никогаш ме нема избавил од Египет. Ја не сум бил роб во Египет, па Бог да ме избави, па сега да го читам псалмот и да му благодарам за таа работа. Така? А Библијата не охрабрува да го правиме тоа. Или Бог никогаш мене не ме избавил од раката на Саул, кој сакал да ме убие. Едноставно, ни Саул го знам, ни ништо, но Библијата ме охрабрува преку тој псалм, преку таа наратива, јас да му благодарам на Бог. Што се крие позади таа благодарност? Зошто е важна благодарност? Дали сте размислиле на кој начин влијае благодарноста врз нашиот живот? Мислам дека заради таа некоја транзиција низ која поминува македонското општество, ние станавме едно од најнеблагодарните општества во околината. Едноставно и тие што имаат и тие што немаат ќе кажат нема ништо тука, све пропаѓа и така. Едноставно има некоја атмосфера која е надвиснала тука врз нас. И додека патувавме со Вани минатиот викенд кога се враќавме од Словенија, додека се возевме во Србија, некако онака ми стана многу тешко за нашиот народ, за нашата земја. Кај се наоѓаме? Каква патија влада е тука? И минатава недела зборев со доста од тие водачи со кои работиме заедно. Едноставно има една патија која влада, која е многу тешка да се проџвака. Едноставно не ќе да ја прифатам таа атмосфера дека е вистина. Многу ми е тешко за нашиот народ, многу ми е тешко. Затоа што владе неверојатна безнадежност. Како во дупка да се наоѓаме, едноставно не гледаме никаков излез. Не да немаме благодарност, ние сме крајно неблагодарни и цинични за се што добиваме. Дури и за убавината во која сме обкружени, па може би и за некои убави работи кои ги добиваме, едноставно не може да бидеме благодарни. А сега зборам за благодарност. Малку е тешко да збориш за благодарност во едно цинично, иронично општество. Но да видиме зошто е важна благодарноста. Преку благодарноста, ние сме во позиција во која Бог нас не создал да бидеме. Моментот кога ние сме благодарни, ние сме вистински поставени на вистински начин таму каде што Бог намислил ние да бидеме. Едно од тие исповеданија кои ги се секава црквата вели вака: крајната цел на човекот е да го прослави Бог и да ужива во него за секогаш. Крајната цел на човекот е да го прослави Бог и да ужива во него за секогаш. Тоа се прави пред се преку благодарноста. Самото прославување во себе подразбира благодарност. Но зошто е важна благодарноста? Јас ќе ви представам два проблеми или два екстреми на денешниот човек со кој се соочува секој ден. Првиот екстрем е обожавање на созданието, другиот екстрем е отфрлање на созданието. Ниеден од тие два не се добри. Ниту обожавање на созданието, ниту пак отфрлање на созданието не се добри. Што значи обожавање на созданието?
Тој може би поочигледниот екстрем. Знаете, обожавањето на созданието, може би си го замислуваме како предмодернистичкиот човек кој да кажеме ќе си направи кип и ќе му се клања, и си кажете ова нема логика. Но во денешно време тоа ја менува својата форма. Пример, целата маркетинг машинерија е свртена кон обожавање на созданието. Тоа не е начин, како што ви кажав, направен идол на кој сите му се клањаат, но тоа е обожавање на созданието на еден многу посуттилен начин. Многу од нашите желби, чувството на сигурност и безбедност се втемелили во тоа да поседуваме некои нешта. Тоа ни го кажуваат сите реклами. Ако го имаш тоа, ти си кул. Ако го имаш тоа, ти си безбеден. Ако поседуваш тоа, ти го прво го заслужуваш тоа и треба да го имаш тоа. Сите реклами тоа не го кажуваат. И често пати им веруваме. Кај помладите, па и кај постарите многу често, самото значење и важноста која имаме, често пати зависи од тоа што и колку поседуваме. Ако немаме доволно, ако не ги поседуваме вистинските работи, нас не удира срамот, чувство на срам. Сакаме да се криеме, сакаме да се затвориме, да не видат колку сме бедни, колку немаме, затоа што нештата кои ги поседуваме нас не дефинираат. Тоа станува најважната работа во светот. Најважната работа во животот. Може би тоа не звучи како на обожавање на созданието, онака како што би можеле да го замислиме како некои филмови, како се клања на кипот или на некој идол, но тоа е модерна форма на обожавање. Затоа што толку многу влијае врз нас. Не можеме да се помириме. Ако не сме дел од нешто, ако не поседуваме нешто, тоа влијае многу силно врз нас. Тоа некој начин е обожавање, некаква форма, суптилна форма на обожавање на созданието. Другата крајност е отфрлање на созданието. Отфрлање на созданието, отфрлање на нештата, на работите кои остави треба да ги поседуваме. Има, знаете, во 20 век, посебно преку таа, да кажеме, љубовната или сексуалната младинската револуција, се почнуваат да се шират тие некои источни религии. Посебно популарен денес е зен будизмот. Ние доаѓаме во допир со тие источни религии во кои целата филозофија и целата смисла е отфрлање на се што те врзува тука на земјата. Концептот на спасение во суштина во тие религии е непостоењето. Ти не треба да постоиш. Тогаш кога ти ќе престанеш да постоиш, тогаш ти доживуваш спасение. Кога ти као капка ќе капнеш во море, тебе те снемува, ти си доживел спасение. Преку, може би кажете подобро, ние не сме зен будисти, фалмо на Господ, супер, окей. Но во црковен контекст, пренагласената духовност и погледот кон материјалното како нешто лошо, тоа е слична форма на тој зен будизам. Знаете, тоа е раноцрквена хереза. Имала една група во раната црква која верувала дека духовното е добро, а телото и материјалното е лошо. Така да, тие дошле до тој заклучок. Преку духовното ние мора сме свети, најсвети што може. Преку телото може да правиме што сакаме, преку телото не е важно. Телото е онака ќе пропадне, треба да го отфрлиме и со тоа може да правиме што сакаме. И можеме сега од оваа гледна точка ви се чудни тие текстови каде што Новиот Завет зборува да не учествуваш во оргии, во не знам што, во оно. И по раната црква тоа било сосема нормално затоа што телото е лошо, тоа не е важно. Духовното е важно, знаете. Ние доаѓаме во денешно време, можеби не до тој степен, но во да кажеме некаков презир кон телесното, презир кон материјалното, отфрленост на материјалното. Но како да го избегнеме тоа? Затоа што сега, ако тоа го веруваме, тоа не е христијанската теологија. Тоа е платонизмот. Тоа е грчка филозофија. Библиски веруваме дека се што Бог создал е добро. Но како да се постигне тој баланс? Да не го обожаваш созданието, но и да не го отфрлиш созданието. Одговорот е преку благодарноста. Благодарноста е одговор и на двата екстрема. Благодарноста е против отров. Слушајте што Павле му пишува на Тимотеј
во 1 Тимотеева 4, 1-5. Вели вака: а Духот јасно зборува дека во последните времења некои ќе отстапат од верата, слушајќи измамнички духови и злодуховски учења преку лицемерството на оние што зборуваат лага, имаат догорена совест, кои забрануваат да се стапува во брак и наметнуваат воздржување од јадење што ги создал Бог, за да бидат потребувани од оние кои веруваат и ја познаваат вистината. Зашто? Слушате го. Секое нешто создадено од Бог е добро и ништо не е за отфрлање, ако се прима со благодарност, бидејќи се осветува преку Словото Божјо и со молитва. Против отровот на идолопоклонството е благодарноста. Преку благодарноста кон Бог за се што ни дал, ние го поставуваме тој баланс да ништо во созданието не стане наш идол. Затоа што се што примаме и добиваме е од Бог, затоа ние за се што ќе примеме сме благодарни на Бог. Од Него извираат тие нешта. Вредноста не е во нештата, туку е во Бог кој ги обезбедил тие нешта за нас и за нашиот живот. Созданието само по себе не е ништо повеќе од само некаков дар кој ние го примаме. Точка. Ти благодарам, Господи, за се што ти ни даваш. И исто така, благодарноста е против отров за нашата склоност да продухуваме се во животот и да го отфрламе материјалното, она што Бог го создал и за кое кажал дека е добро. И во таа смисла, созданието и материјалното го добива вистинското место во нашиот живот, наместо да го отфрламе или да го гледаме како нешто кое ќе ни ја валка и поробува душата, ние повторно го примаме со благодарност, како добро Божјо создание. Благодарноста. Многу повеќе отколку само еден бон тон. Многу повеќе. Втора работа за која сакам да зборам за благодарноста е дека благодарноста носи изобилие, без разлика на тоа како тоа изгледа во овој момент. Благодарноста носи изобилие. Сакам да ви прочитам едно од чудата која Господ Исус ги направи. Матеј 14 глава, 13 до 21 стих вели вака: Штом го чу тоа Исус, тоа што Исус го слушна, е уствари смртта на Јован Крстител, дека Јован Крстител му била отсечена главата. Што го слушна тоа Исус, замина оттаму со кораб во пусто место, сам, а народот што дозна за тоа тргна по него пеш од градовите. И кога излезе Исус, вида многу свет и се смилува над нив и ги излекува нивните болни. А на стемнување се приближија до него учениците него и рекоа: Местово е пусто, а и доцна е веќе. Пушти го народот да оди по селата и да си купи храна. Но Исус им рече: Нема потреба да одат, дајте им вие да јадат. А тие му рекоа: Ние имаме само 5 лева и 2 риби. А тој им рече: Донесете ми ги тука. И откако му заповеда народот да седне по тревата, ги зеде 5 лева и 2 риби, погледна кон небото, ги благослови, ги прекрши, им ги даде лебовите на учениците и учениците на народот. И јадеа сите и се наситија и кренаа 12 кошеви полни со останати парчиња. Иначе, тука кога кажува погледна кон небото, во другите преводи, во оригиналот кажува благодари кон небото. Ги раздели, им ги даде на апостолите, кои подоцна им ги дадоа на сите. И сите се најадоа и останаа 12 кошници парчиња. Мотивот и стартната позиција која Исус ја имаше, не беше тој да има повеќе, не беше тој да поседува повеќе, тој да поседува повеќе работи, туку преку него да протече повеќе благослов и храна за другите. Приметете една важна работа. Исус заблагодари за 5 лева и за 2 риби. Исус не заблагодари затоа што сите се најадоа, 5000 луѓе и остана 12 кошници. Благодарноста предходеше на изобилството. Исус беше благодарен за 5 лева и за 2 риби. И сите јадеа и се наситија и собраа 12 кошници. Изобилие. Благодарноста води до изобилие. Имав еден мојот ментор, уствари по Стар Завет, што ми беше за дипломската која пишував по теологија. Тие биле во време на комунизмот, за време на Чаушеску во Романија. Црквата тогаш беше прогонувана и беше
подземна, underground church, не знам како да кажем на македонски, се крија од властите, беше забранета. И тие што го носеа и го ширија евангелие, тие што проповеда радосната вест беа многу ценети и барани од властите. И затоа црквата ги криеше. Црквата многу ги вреднуваше тие што ја носе радосната вест на секаде. И таа жена која запознавме со Фани, имаше многу приказни во кои Господ во тие темни време ја направил многу чуда. Една од тие чуда гласи вака. Дошла група проповедници кај нив дома, околу 10. И жената, затоа што многу ги почитува тие луѓе, сакала да ги нахрани. Сакала да ги нахрани за да може тие да продолжат со мисијата во која Господ ги повика. Се што имала жената биле 5 јајца. Немало повеќе. Едноставно нема повеќе храна. Таа се уплачала, се молела и ги испржила тие 5 јајца, ги ставила на сред маса, ги затворила очите, почнала да се моли: Господи, ти знаеш колку сакам твојата мисија да продолжи. Ти знаеш колку сакам јас да ги нахранам тие твои работници. Господи, те молам, помогни да ти бидат сити со тоа што го има. Додека завршила молитвата, ги отвара очите, гледа дека на секоја чинија има по 2-3 јајца и плюс во чинијата каде што ги ставила јајцата, има уште повеќе куп јајца кои чекале да бидат јадени, уште повеќе. И таа жена ми го кажува тоа чудо и јас сега се ежам. Затоа што едноставно Господ се грижи преку благодарноста. Господ носи изобилие. Евангелието продолжува да расте во Романија. Господ прави чуда. Тоа е втората работа. Третата и последна работа, за која ќе ви зборувам, е најголемиот пример за благодарност. Тие што сте оделе во Грчка на одмор, кога ќе ви дадат нешто или кога ќе купите нешто во продавница на излегување, ви кажуваат Евхаристо, така, благодарам, Евхаристо. Од тој збор потекнува еден многу важен чин на црквата, еден многу важен сакрамент, кој се вика Евхаристија. Евхаристијата е врвот на нашата благодарност. Тоа е причеста. И еднаш месечно тука имаме Евхаристија, еднаш месечно имаме причеста и се потсетуваме на жртвата, која е над сите жртви. Се потсетуваме на делото кој е над сите дела, на спасението кој е над сите спасенија. Христос, Божиот Син, се даде за нас. Секогаш кога се сеќаваме на тоа што Исус го направи за нас, црквата тоа го нарекува Евхаристија, го нарекува благодарност кон Бог. И тоа е нашата, како што ви кажав на почетокот, нашата оригинална поставеност во созданието, благодарност кон Бог. Така најубаво ја отсликуваме Божјата слика, Божјата светлина во светот. Благодарствен акт. Благодарност кон Бог за нашето спасение, бидејќи тоа е по благодат и никој од нас не може да го заслужи. Знаете, благодарноста од наша страна значи признание дека Господ обезбедил. Кога Адам и Ева паднаа во грев, Господ вети дека ќе обезбеди спасение. Кога Авраам отиде да го жртвува Исак, Господ обезбеди. Таму Авраам го нарече Господ Јахве Јаире, оној кој што ќе обезбеди заменска жртва за својот син. Давид, кој Давид беше повикан да биде цар. Во Авраам Господ обезбеди народ, преку тој ќе го донесе својот син. Преку Давид Господ обезбеди семејство, преку кој ќе дојде неговиот син. Јас и ти, Господ обезбеди црква и семејство во кое ќе припаѓаме. Господ обезбеди. Бог обезбеди. Јахве Јаира. А нашата вистинска поставеност е срце поставено во благодарност. Свртено кон Бог во благодарност. Ќе завршам оваа кратка порака со еден од стиковите кои не охрабруваат најмногу да му благодариме на Бог. Ќе читам Римјаните 8 глава 31 и 32 стих, кој вели вака. Што да речеме пак на ова? Ако Бог е со нас, кој ќе е против нас? Оној кој не го поштеди ни својот собствен син,
туку го предаде за нас сите, зарем нема да ни подари со него се. Господ е оној кој обезбедува. Понекогаш живееме како сиромашни деца на сиромашен татко. Понекогаш така се постуваме во созданието. Понекогаш имаме чувство дека сме деца кои никој не ќе да ги посвои, така се чувствуваме во светот. И знаете ли што тоа е атмосфера која е непријатна, константно се обидува да ја стават през црквата. Како сирак да се чувствуваш, како тука да не припаѓаш, како тоа да не е твое. Одново и одново апостолите не потсетуваат дека ние сме со Христос и преку Христос сме наследници на новото небо и на новата земја. Ние сме наследниците. И затоа треба да живееме како деца на најбогатиот татко. Оној кој обезбедил, оној кој не ставил во тоа семејство, каде што ние сме сакани безрезервно, разбрани, каде што Господ не се грижи само за нашите следни 5 минути, туку се грижи како татко за нашата конечна иднина. И тој тоа го направил преку крстот. И затоа нашата вистинска поставеност е Евхаристија, благодарност кон се што тој обезбедил за нас. И како што вика апостол Павле во Римјаните 8, ако тој не го дал својот собствен син за нас да умре, што друго ќе ни ускрати? Што друго ќе ни ускрати? Нека така гледаме на Бог. Нека така го поставиме нашето срце во благодарност. Нека така го живееме нашиот живот во благодарност, сигурни во Божиот идентитет. Не уплашени, не резервирани, не ставени таму некаде во ќош, туку сигурни во Бог, бидејќи тој е наш татко. И тој е најважната работа. Од тука извира целиот наш идентитет. Не украс на нашиот идентитет, целиот наш идентитет. И затоа сме благодарни. Фала на Господ за се што тој е, за се тоа што тој направил за нас. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, можеме една плејада приказни во кои можеме да видиме колку ти се грижиш за нас. Како ти се грижиш за секој од нас посебно, Господи. Боже мој, понекогаш патот кој го одиме во оваа земја е трнлив пат, Господи. Боже мој, и твојот пат не беше подобар. Ти го изведе најтрнливиот пат кој постои, Господи. И покажа совршен пример на послушност, непопустливост. И Господи Боже мој, покажа совршен пример за тоа што значи да се оди до крај, да се биде послушен до крај. И Господи, ја покажа и наградата која следи на самиот крај, Господи. Фала ти, Господи, за тоа што сме твои деца. Фала ти, Господи, за тоа што пребиваме во тој идентитет. Фала ти, Господи, за тоа што си обезбедил. Тато моја, сега ти благодарам за се. Ти благодарам за оваа локална црква. Ти благодарам за секој еден кој седи во овие редови, Господи Боже мој. Ти благодарам за секое срце кој одговорува на твојот повик да биде твое дете. Ти благодарам, Господи, за тоа што ти си обезбедил се што ни е потребно, Господи. И тогаш кога имаме многу, и тогаш кога имаме малку, ние знаеме дека ти си со нас и дека никогаш нема да не оставиш. И затоа, татко мој, ти благодарам за се. Остади со нас, Господи Боже мој. И нека овој роден ден биде само еден од многуте родендени кои оваа локална црква, па дури долго после нас ќе го слави, Господи Боже мој, се додека ти повторно не се вратиш, затоа што ти си нашата конечна надежда, Господи. Се оставаме во твоите раце, татко мој. Амен.